Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охрид го празнува својот заштитник Свети Климент Охридски. Започна украсувањето на Охрид за престојните празници. Самостојна изложба мечти на охридската уметница Јана Марковска Наумовска. Запленети 62 пакувања марихуана во Струшко. Од протечени цевки во Лувар оштетени 400 книги за Стар Египет. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветар од северен правец. Максималната температура се искачи до 11 степен. Во утринските часови во вторник има појава на магла. Во текот на денот ќе биде претежно сончево и тивко. Утринската температура од 2 степени, додека пак максималната дневна се очекува да достигне до 11 степени. До крајот на неделата нашата држава ќе биде под влијание на висок воздушен притисок кој ќе услови стабилно и релативно топло време со максимална дневна температура до 17 степени. По одделни котлини во претпладневните и ноќните часови ќе има појава на магла. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито маркети. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Охрид го празнува својот заштитник Свети Климент Охридски. Споменот за охридскиот чудотворец е длабоко врежан во македонската и сесловенската култура, а неговата просветителска дејност оставила печат врз европската цивилизација. Култот кон светецот е најсилен во Охрид, неговата духовна престолнина, градот кој под неговото дејство прераснал во центар на верата и просветителството.
Денеска православните верници го чествуваат споменот на рамноапостолниот св. Климент Охридски чудотворец, патрон на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и заштитник на градот Охрид. Делата на Охридскиот светител го обликувале духовно и културно не само македонскиот и сите словенски народи, туку оставиле печат врз европската цивилизација. Во Охрид, во неговата духовна престолнина, култот кон светителот е длабоко вкоренет во народот. За охриѓани Свети Климент е духовен татко, учител и заштитник од зла и несреќи. Во храмот Свети Климент и Пантелеймон на Плаошник утрово се служеше празнична богослужба и света архиерејска литургија, со која чиноначалствуваше митрополитот Дебарско-Кичевски владиката Георгиј. Граѓаните во голем број со поклон пред моштите и молитва го чуваат споменот на Охридскиот чудотворец. Најголемиот светец за охриѓани дефинитивно е Свети Климент Охридски, не само заради негото делување како просветител, туку и индиректно како светител, сето она кое што го создал, кое што постоело како Охридска или би рекол најстар универзитет во светот, кој што почнал токму од тука, го продолжил делото на светите Кирил и Методи, така да и неговата локација секако дека било тука, имаме црква посветена на Свети Климент Охридски и затоа и патрон на градот, така да сметам дека ние како град години наназад достојно го прославуваме неговото дело и сето она што го оставил како наследство на охриѓани. Охрид со особена почит го чествува својот патрон и годинава со повеќедневна програма богата со културни настани, изложби и промоции. Учениците од Охридските основни и средни училишта во чест на учителот Климент, продолжувачот на делото на светите Кирил и Методи, создаваат литературни творби инспирирани од неговото житие. Денес, како и споменикот на Свети Климент на градскиот плоштад, им беа доделени наградите за најдобрите поетски творби. Предизвик за секој охриѓанец е да твори и да пишува за Свети Климент и за нашиот град. Јас како ученик во училиштето кој го носи токму неговото име, Свети Климент Охридски, уште од мала учествувам во чествувањата за патронот. Па тоа ме поттикна токму да напишам и песна за нашиот град и за Свети Климент. И сметам дека сите треба да го следиме неговиот пат. Ги мотивирам и ги поттикнувам сите млади да го проложат делото на Свети Климент и да проложат да творат за него како што творев и јас. Чествувањата на патрониот празник ќе бидат заокружени со централната манифестација Свечена академија што ќе се одржи во црквата Света Софија, каде ќе бидат врачени највисоките општински награди и признанија на личности и институции кои го афирмираат градот дома и во светот. Познатиот охридски новинар, публицист и хроничар Владимир Ангеличен Џура постхумно е добитник на годинешната највисока општинска награда Свети Климент Охридски, патрон на градот, која ќе им биде врачена на членови на неговото семејство. Општина Охрид започна со поставување на новогодишни реквизити и украсување на градот во пресред на новогодишните и божикните празници. Со поставување на елката на градскиот плоштад започна новогодишното украсување на Охрид. Со новогодишни реквизити ќе бидат украсени чаршијата, улицата Македонски просветители, градскиот кеј и градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец со светлички реквизити кои се во сопственост на општината ќе го украсат булеварот Туристичка и останатите сообраќајници во централното градско подрачје. За разлика од минатата година кога украсувањето беше завршено до празникот Свети Климент, годинава активностите започнуваат малку подоцна, а вообичаено траат околу 10 дена. Очекувањата се дека и годинава најголемиот туристички центар во земјава ќе привлече бројни посетители како домашни, така и од странство. На градскиот плоштад ќе има организиран дочек на новата година, а кој ќе биде задолжен за забавата, ќе се дознае кога општината ќе ја објави празничната програма. Забави ќе има и пред и подочекот на најлудата ноќ, како за возрастните, така и за најмладата популација. Во галеријата на легендарниот Вангел Наумовски синоќа беше отворена самостојната изложба Мечти на охридската уметница Јана Марковска Наумовска. Посетителите уживаа во извонредни дела што зрачат со суптилност, длабочина и искрена емоција. Во
прекрасна и топла атмосфера синоќа беше отворена самостојната изложба Мечти на охридската уметница Јана Марковска Наумовска во галеријата на нејзиниот дедо, легендарниот Вангел Наумовски. Посетителите уживаа во 30-тината извонредни дела што зрачат со суптилност, длабочина и искрена емоција. Секоја слика носи свој уникатен свет, полн со светлина, соништа тонови и префинета чувствителност што веднаш го допира гледачот. Мечта за мене е некој внатрешен простор, некое место каде што душата може слободно да дише, без да бара дозвола. Нешто помеѓу несоницата и јавето, каде што човек или може да се скрие, но и да се пронајде. Навистина се надевам дека публиката ќе добие некој храбрување за своји сопствени мечти. Ќе бидат изложени околу 30 слики во различни техники, повеќето се масло на платно, има акрил на платно и неколку акрил на хартија. Би сакала да понесе чувство, некој внатрешен трепет, нешто што ќе се појави после 2-3 дена, но нема да знаат од каде дошло. Наумовска успева да ја пренесе својата внатрешна поетика на платно со редок уникатен израз, создавајќи дела што долго остануваат во мислите. Мечти не е само изложба, туку уметничко патување што ја слави креативноста, семејната традиција и магијата на инспирацијата. Знај да опренеси на платно со голема нес, со голема експресивност, со голема љубов и со голема топлина и упорност во работата. Низ овие дела, значи, таа е мотивирана, така да речам, или инспирирана од со. Татко им Вангел, дедо и незин, велеше инспирација. Инспирацијата е во човекот. Ние сите сме сведоци на се што е окружение. Сите го гледаме. Но личната инспирација е лична кај секого. Името на нејзиниот дедо, легендарниот Вангел Наумовски. И токму тука, во таа невидлива нишка што ја поврзува со него, стои една длабока символика. Уметноста која кај Јана не е повторување. Таа представува продолжување, не е сенка, туку таа е светлина што движи напред. Таа ја носи неговата духовност, но создава со свој собствен глас. Убавината на вечерта беше збогатена со нежните звуци на пијано и виолина, што дополнително ја нагласија интимната атмосфера и им овозможија на присутните целосно да се препуштат на уметноста. Изложбата Мечти беше дел од чествувањата на заштитникот, патронот на Охрид, Свети Климент Охридски. Пронајдени и запленети 62 пакувања со марихуана при претрес на возило во Струшко. Пронајдено машко безживотно тело во Охрид. Следува полицискиот билтен. Денес, 8 декември, во 7 часот и 5 минути на магистралниот пат Струга-Ќафасан во близина на струшкото село Франгово, полициски службеници од полициската станица Франгово при регионалниот центар за гранични работи Запад ослобода лишиле 46 годишно лице од Поградец, Република Албанија. При преглед извршен во патничко возило Опел Зафира со струшки регистарски ознаки кои тој го управувал, пронајдени се 3 торби со 62 паковки со марихуана. Известен е јавен обвинител, дрогата е одземена, а лицето е задржано во полициска станица. По целосно документирање на настанот, ОВР Струга ќе поднесе соодветна пријава. На 6 декември во 16 часот и 20 минути во поранешни оранжерии на улицата Прва Македонска ударна бригада пронајдено е машко безживотно тело. По преземени мерки на 7 декември утврдено е дека се работи за лицето ЗТ 57 годишен од Охрид, кој на 4 декември во 18 часот и 25 минути во СВР Охрид беше пријавен дека се оддалечил од семејниот дом. По наредба на јавен обвинител, денеска врз телото ќе биде извршена обдукција, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. На 7 декември во 9 часот и 40 минути во СВР Охрид е пријавено дека на крстосницата од улицата 7 ноември со улицата Васил Главинов во Охрид се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Пежо со охридски регистарски ознаки управувано од 44 годишна жена од село Лескоец, Охридско, и патничко возило Шкода Јети, собственост на МВР, управувано од 26 годишен полициски службеник. Во незгодата со телесни повреди се здобила 44 годишната жена, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа од СВР Охрид, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.